Земјоделските производители оваа година се со значително спротивставени ставови. Едни се презадоволни од годинешниот род и квалитет, други се жалат, велат дека не можат да си ги покријат ни трошоците кои ги направиле за производството, а за трудот воопште не ни станува збор. Но сите се едногласни дека во голема мера се употребуваат хемиски средства, ѓубрива и пестициди со цел да го заштитат производот од болести и штетници, но и да го забрзаат растот и созревањето на плодот. Има и такви кои со различни хемиски супстанции влијаат и на изгледот на плодот, на пример на големината и бојата. Сите производители користат хемија во производството за која знаат дека во голема мера е штетна за почвата и плодовите, а во најголема мера за здравјето на човекот. Но конкретно и детално никој не знае што користи. Па има тие за прскање, што не ги дават препарати има. Дали мислите дека таквите препарати се здрави и квалитетни? Не се здрави. Затрујуваат многу земјата. Ретко. Не. Природно ѓубре, домашно ѓубре, јорско ѓубре имам. Па употребуваме, мора, иначе ќе ги фане болест и мора. За квалитетот да е добар, мора да се употребува, да се прска нешто. А дали знаете какви средства воопште употребуваат? Ето, мажу ми знае, јас со тоа многу не се боравам. Од друга страна се потрошувачите кои реагираат на таквиот вештачки квалитет на зеленчуковите и овошните плодови, но сепак се безпомошни и немоќни и во голема мера свесни и запознаени со негативните последици од употребата на вештачки произведени земјоделски производи. Дали сте информирани за хемиските средства кои се почесто се употребуваат за земјоделските производи? Да. Па без хемиски средства ништо не бива, ава капа народ сака да искара тоа е. А дали можеби некогаш сте размислувале колку се штетни и како влијаат на човечки? Многу се штетни. И тоа имам од искуство, ќе ви кажам дека се многу штетни, али што е тоа е. Сум го размислувала, ама нема што да се прави, тоа е тоа. Не успеваат производите без прскање. Ние помниме од порано не се прскаше со природно ѓубриво, немаше вештачки, бевме поздрави, а сега такво е времето, сите употребуваат за побрзо да созрее, особено патлиџаните и така. Мораме да ги употребуваме и консумираме сите производи што ги продаваат. Потрошувачите реагираат на манипулациите од страна на трговците кои продаваат зеленчук и овошје. Велат бараме квалитет, а често добиваме лош производ. Трговците пак во своја одбрана велат дека секој одговара за